Sine, štom te ukorovam, što i da praviš, te zaštitovam. Ostavi gnev svoja pravda, želbi očekuvanja, prepušti se na mene, tatko na ljubav ta. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne griži se, ostavi se, ljubav ta moja, eleza se, ne misli se, ostavi se, prepušti se, vo mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubav ta večna, vo sekoje srce. Mir vam, Tatko naš, koji si na nebesata, da se sveti imето Tvoje, da dojde carството Tvoje, da биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес и простини ги долговите наши, како што им ги простуваме на нашите должници. И не воведи, избави не од лукавиот, самиот се воведуваш. Бог никого не искушува, таткото. Те искушува твојата поход која те мами во Јаков. Зашто Твое е царството и силата и славата. Царството, силата и славата се е Негово. И денеска зборува низ мене, нека Твоето живо слово ги допре сите оние кои се жедни, бедни за дух, кои сакаат да им ги исчистиш срцата, кои сакаат да се променат, да се предадат, да Ти се вратат во собственост, да бидат Твои деца, да го научат тој однос. Ете, тоа се тие стихови кои тој ги слегува. Јас сум само избран сад, зашто тој така сака, не можете ништо да примите ако не ви е дадено од небото да работите. Видение, да видиш. Апостол Павле имаше видение, стоеше пред него еден човек. Видете, македонец кој го молеше и му велеше. Македонецот мора да моли и да вели. Затоа е даден. Не да се славиш сам себе, да играш ора и да се занесуваш. Исто како израелците, дека си избрани посебен. Гледате низ каква состојба поминува Израел затоа што го распна Исус, и македонците затоа што се слават сами себе. Туку за да го повикуваш, дојди во Македонија. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди во Македонија и помогни ни денеска, Господи Исус Христ, да видиш, да ти се отворат очите. Не само очите, туку срцето да ти се отвори. Срцето да го отвориш и умот. Што треба да видиш и увидиш? Ето тоа е тоа. И Светото Писмо ти знаеш во умот, но тоа не е реално. Не е реално. Во извесен период сваќа човек дека мислите не се реални, тоа што го мислиш ти. И јас мислам, треба љубовта вечна да ја видиш. Силата која победува се, која издржува, која надминува, која надречува, надраснува се. Во еден дух да бидеш, во едно тело, една љубов со Господ Исус Христос. Една љубов да бидеш. А тие зборуваат за карактер и за личности. Карактер и личности, тоа се падната природа, тоа се вавилонци кои сакаат да се искачат највисоко, да се здобијат со име. Овде станува збор за служење. Служење и подчинување на љубовта. На Отецот му служам со чиста совест. 2 Тимотеј 1:3, со чиста совест. Друг стих, Божиот дух не создаде од нас плашливци, напротив ни даде сила, љубов и самопрегорност. 2 Тимотеј 1:7. Сила, љубов и самопрегорност. Друг препев, дух на сила, љубов и разбраност, самопрегорност, разбраност, сила и љубов не се менуваат. Трет препев,
Naprotiv, ni даде сила, љубов и самодисциплина. 3 збора се менуваат: самопрегорност, разбраност, самодисциплина, а сила и љубов не се менуваат. Силата е негова, љубовта е негова. Таа сила која имаш ти, о телесен, паднат човеку, е краткотрајна. Тоа е како една батерија која се троши. Време на милост да повикаш кон него, да се покаеш и да се вратиш во Царството Божјо, или да поминеш низ друг циклус. Во 8 стих вели: затоа немој да се срамиш да им зборуваш на луѓето за нашиот Господ. И првото што се случува овде, кога ќе дојдат луѓето во сотрудници кои сакаат, ги терам да сведочат јавно, да зборуваат, да не се срамат и да ги фотографирам дека сме се собрали или било што. Ти тогаш се вклучуваш во тоа и не се срамувај да сведочи за нашиот Господ Исус Христос. 2 Тимотеј 1:8. Пак ќе речам, жал ми е што едни наши сотрудници заради тоа сведоштво замина, не можеа да го издржат притисокот на демонскиот свет, нападнатиот свет. Имаат прекрасно сведоштво, но мојот татко е многу милостив и долго трпелив. И така не срамувај се да сведочиш за нашиот Господ Исус Христос. 1:8. И вели: искористи ја силата што ти ја дава Бог таткото. Придружи се во ширењето на радосната вест. Придружи се дури и ако треба заради тоа да поминеш низ страданија. 1 Тимотеј 1:8. Да се придружиш во ширењето. Ти имаш задача и работа, заповед да ја шириш, да го шириш евангелието на мирот, затоа си овде, не да си живееш по свое. И така не срамувај се од сведочење за нашиот Господ Исус Христос. Јас ги повикам сите, вратата е отворена. Можете да дојдете овде, но има дисциплина. Значи, ова е воен рок, стануваш сотрудник, не доле чистат, прават луѓето, работат на овој снег, чистат. Значи, има состојба и ти треба да се сработиш, да се исчистиш, да примиш сила. И така не срамувај се од сведочење за нашиот Господ Исус Христос, туку стани соучесник во страдањата за евангелието Христово по силата на Бога. Значи, тој ќе ти даде сила. И тука е таа дали ти имаш сила или немаш сила. Или заедници се затвориле во одредена мала групација, никој не знае за нив. Ние гледаме тоа жива река да тече, сведоштво да има постојано, да има нови моменти. И така настана ова радио Свети Дух Македонија. Ви препорачувам да го слушате. Тоа ви е жива река, жива вода, да се напоите. Бесплатно е тоа. Не наплаќаме ми. Платата е негова. Наплатата е негова. Значи, секој кој е жеден може да се напие. Тоа е таа жива река која не се опира. Радио Свети Дух Македонија. Друг препор. Затоа немој да се срамиш да ни зборуваш на луѓето за нашиот Господ и Татко. Немој да се срамиш, тогаш покажува дека не си негов. Тимотеј, сине мој, на секој му збори: тихо, сине мој, Исус Христос ти е благонаклонет, дозволи му да те направи силен. Да му дозволиш да те направи силен. Ете, тоа е како. Дај му се и чекај водство. 2 Тимотеј 2:1. Другиот препев е поетски, вели: чедо моје, зајакнувај се во благодата што ти е дадена во Христос Исус. 2 Тимотеј 2:1. Значи, да зајакнуваш сам или да му дозволиш да те направи силен, да издржи се, и луѓето ќе се навикнат дека тука има нешто. Знаете, битно е ти да останеш од десната страна во силата, да не действуваш од себе, не да бидеш ти личност, гордост, јас вака, така ќе видиум. Остани, чекај и тој ќе ти даде кога, и сите ќе паднат и ќе речат на колена: навистина со ова се Бог. Можам да ви раскажам многу примери. Да зајакнуваш сам, да му дозволиш да направи силен. Во наредните стихови вели за пренос и предавање на духот на љубовта. Значи, жена која нема вера, која имаше непријателски став, се расправавме заради степенот на суетата кај што на едно место, дојде и рече: јас сум фасцинирана како ти не се плашиш од смртта. Кога беше ковидот, гледате тоа, кога виде тоа и ги отвори очите. Ја не знам понатаму како ќе се однесува. Но таа сега сеќава тука една друга природа. Сеќава нешто друго. Еве, и се што си чул од мене пред многу сведоци, предај го на верни луѓе кои се способни и други да научат. 2 Тимотеј 2:2. Ете, јас така ги снимам овие завети и ни одиме веќе 626 завет е ова.
Наскоро ќе имаме толку завети, секој ден, 2 години поред да ги слушаш. Гледате, тоа не сум јас. Тоа е таа жива вода. Жива вода. Ако останете во моите слова, кој е жеден, нека дојде да пие, јас ќе му дадам од живата вода. Дарум, ако останеш во словата, тоа е таа жива вода. Знаењето е во духот. Исус го дава тоа преку дух, не преку телесни учења, и затоа телесните учења, иако имаат добра намера, не разбираат и прават штета, бидејќи сатаната во одредена сфера, во одредена половина, како да речем, парче на нивната душа ги држи врзани заради некоја погрешност, например, не треба ништо да правам. Те сакам, Господе. Констатација, знаењето е во духот, не преку телесни учења, друг преку она што го слушаше од мене пред многобројни сведоци, пренеси им го на оние луѓе кои заслужуваат таква доверба, луѓе што се способни да поучуваат и други. 2 Тимотеј 2:2. И ова знаење што го има и на интернет, на YouTube, на радио води, па и во Австралија, и во Македонија. Слава ти, Господи Исусе Христе, за Негова слава. А јас исто време останувам да бидам професор на факултетот за драмски уметности, предавам таму сценски говори, предавам и духовно зборување на магистерски и докторски, молитви, клетви и каде завршува зборот. Знаете, сепак останувам во таа сфера и мислам дека пренесувам нешто што можам во рамките на програмата, дека зборот има одговорност. Не случајно Еврипид го вовел принципот Deus en machina на почетокот и на крајот на представата, го повикувал Таткото Небесен Господ да пресече. Зашто знае дека во зборовите има живот и смрт, а тоа е друга тема. Од духот кон избран сад, учител негов, значи пренесуваш кон верни кои заслужуваат, способни да учат, да бидат понатаму негови учители по негова волја. Тој става учители. Од телесните заедници тие се поставени, одат во школи, учат, еве гледам, отвараат библиски школи. Самиот начин дека ти отвараш библиска школа без Духот Свети, ти мислиш дека Духот е во тебе. А погрешно е. Покажува дека ти си вавилонен, зградиш скали да се искачиш највисоко. Тоа се тие вавилонци, да се здобиеш со име по негова волја. И потоа доаѓаме до војната за души која се води меѓу Исус и ѓаволот. Да бидеме свесни за тоа да се случува една голема војна. И ние не би требало да сме војници, би требало сотрудници, не само да се молиме, да сплачеме, да бараме помош. Се водат и телесни војни. Нашата војна не е против луѓето, крвта, туку против поднебесните сили на злото на овој век. Ете, тука е таа битка. Овде во Македонија се случува Армагедонска битка. Се поништува поимот човек, се тера македонецот да се откаже од Божјата природа, од името кој им го дал Господ Исус Христос Македонец. И он ги даде имињата на народите. И пред него ќе клекне секој колено и секој јазик, и македонскиот ја велат няма македонци, охи македонци, кукуно не македонци, со парите од дрогата мислат ќе ја купат Македонија. Македонија му припаѓа на Исус Христос, тешко вам, книжници и фарисеи, ќе биде плач и крчкање со заби. Значи не само да се молиме, да се научиме, да се бориме, да војуваме како добар војник на Исуса Христа. Издржи го твојот дел од страдањата. Имаш ти дел од страдање, не си овде на одмор. Треба да оставиш нешто што го сакаш, телесно што те врзал сатаната, како што и јас го издржувам мојот дел, 2 Тимотеј 2:3. Мораш да се откажеш од нешто. Апостол Павле се откажа. Беше началник таму гонеше. Го зема стапот и тргна по Исус. 2 Тимотеј 2:3, друг па така поднесувај ги страдањата како добар војник на Исус Христос. 2:3 се викаше Павле, што значи просветлен. А потоа стана Савле, што значи мал, син на семогиот татко, дете на Бог. Ето тука е таа разлика, треба да се оставиш, да го оставиш Павле, да паднеш од конјот на патот за Дамаск, да видиш дека си слеп, да дојде некој Ананија сад да ти положи раце. И веднаш да тргнеш. Павле беше обучен во старомакедонска филозофија и во еврејското учење. Тој беше учен како што сум слично и јас. Во Израел се возам во автобусот. И така, знаете, гледате луѓе плачат црни, бели за Исус зборат, поттикнувачки е тоа. И прашувам во автобусот што треба да направам за тебе и ми вели, веќе правиш, пазете, како апостол Павле. Само тоа ми го кажи, се стресови. Знаете зошто? Зашто прочитав, го знам тој текст. Што било со Павле? Го тепале, го мачеле, 3 пати, 2 пати го воскреснале, паѓал се, давел, умирал.
се исплашив од страдањето, признам, денеска, во љубовта страв нема. Кога стојам од десната страна, спремен сум на се. Спремен сум на се. Те сакам, Господи Исусе Христе. Дали поднесуваш, трпиш, издржуваш или лелекаш, мрмориш, се жалиш во пустината. Господ Исус Христос дава сила, еве ги стиховите, да издржиш се, да поднесеш се. Гледајте како функционира тоа во духот. Во 4 стих вели да не се плеткаш и заплеткуваш во цивилни светски работи. Во секојдневниот живот, друг препев, во 7 стих вели Господ ќе ти даде да разбереш се, Он дава. Друг препев, Господ ќе ти помогне овие нешта целосно да ги разбереш. Оти ние по нешто знаеме, по нешто пророкуваме, но кога ќе дојде тој совршеното, ќе го исврли делумното, половично. Поентат потоа му вели, но Словото Божјо не може да се стави во окови 2.9. Од никој и од ништо друг препев, но Божјата порака не е окована 2.9. Можеш да ја сведочиш ако сакаш, ако не тој ќе воздигне друг пророк. Овие камења ќе проговорат. Еве што вели Павле понатаму, готов сум се да издржам. Камења си, ти си камено срце, не сведочиш, направил нешто за тебе. Ти не сведочиш, замисли која состојба, се надевам дека нема материјата ќе издржи. Дури ако си готов, ако со тоа поднесувам, готов сум се да издржам. Дали си ти готов? Ако со тоа придонесам оние што Бог ги одбрал да добијат спасение и вечна слава. Спасение и вечна слава. Само во него, бидејќи му припаѓаат на Исус 2.10 друг препев, затоа се трудам заради избраните, за да добијат и тие спасение во Христос Исус во вечна слава. 2.10. Славата е Негова, царството е Негово, силата е Негова и волјата, Негова слава, избрани од Него. И ти си сега некој стотник, нека јас сум сакал да бидам, не знам, не сум можел да бидам пастор, па јас не велам дека сум тоа. Јас сум стотник, сотрудник, соработник, слуга. Исус знае што сум и кој сум. Ако ви кажам некој визии, нема да верувате. Негова слава, избрани од Него стотник, се раздаваш за Него, ја пролеваш својата крв, душа за нив, за тие што треба да слушнат. Еве што вели Словото. Вистина е дека ако сме умреле со Христос, ете тоа е тоа што треба да го научиш, да умреш во Христос, стариот човек, со Него и ќе живееме и да живееш со Него. Ако издржиме, со Него ќе владееме. Треба да издржиш. Да издржиш. Кој ќе претрпи до крај ќе биде спасен. Не е еднаш спасен, за секогаш спасен. Што значи да умреш со Исус на крстот, стариот ти и да те попрска со крвта на новиот завет. Да го прифатиш тоа. Што да издржиш? Се што доаѓа. Се. Он дава сила. Ако се откажеме од Него, тој ќе се откаже од нас. 2.11.13. Се откаже од заедницата и викаш, јас сум во Исус, да, во Исус си ти, ама каде се храниш? Дали слегуваш жива вода, дали имаш некој извор, да можеш да слушаш на интернет, можеш да слушаш радиото, да ти даде Исус сила. Подобро е да дојдеш овде да се бориш заедница во која има радост во Светиот Дух, каде што слегуваат песни, полеко одиме на 100-та песна слезена. Таа заедница е Исусова. Ако не му бидеме верни, тој сепак ќе остане верен, па не сакаш да сведочиш, се срамиш од Него. Зашто Христос не може да се порекне сами од себе. 2.13. Дали остануваш верен, не се откажуваш од Исус. Со Исус до крај и покрај се. Покрај се сатаната ќе ти одземе нешто, ќе те уценува. Имаме примери. Ќе ти рече, ќе ти ги земам децата ако не ја напуштиш заедницата. И тој ја напушти заедницата. Не требаше да ја напуштиш неја и децата. Потоа ќе ги спасеше нив, вака ќе пропаднете сите. Ако истраеме со Него, ќе царуваме. Ali дали некој нешто те откорнува од лозата од Исус? Со Него сме умреле, со Него ќе живееме. Ако истраеме со Него, ќе царуваме. Да се отречеме од Него, ако се отречеме и тој ќе се отрече од нас. Ако сме верни, тој останува верен, бидејќи сам себе не може да се порекне, станува веќе студено. 2.11.13. Видение, увид, видливост, виден во љубовта на Исус Христос за навек. Ти благодарам, Господе Исусе Христе, што ги излеа овие слова. Силата Исусова во вашите срца, допрете се до срцето. Господе Исусе Христе, ти го давам срцето. Прости ми за секој грев, за гревовите на моите предци се покајувам. Им
oprostuvam на сите, покажи ми кому не сум опростувал. Се откажувам од сатаната и од злото. Не сакам да осудувам, се откажувам од осудувањето, ја прифаќам Твојата волја да ме водиш, да ме родиш, сакам да бидам син Божји, кого го води Духот Божји, сакам да бидам син на небесниот татко. И Твој ученик, употреби ме за Твоја слава, прослави се во мене. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус, од земјата до небесата Исусе и само Исусе. Амин. Јас сум секаде, отвори го, Сине, Твоето срце, Царство небесно, внатре во Тебе. Барај го, Сине, со душа и срце. Не те оставам, си рак отврлен, за секогаш сум со Тебе, Сине мој. Милост, љубов вечна, радост во Тебе, сум ви приготвил царство бескрајно. Дојдете кај мене, сите уморни, и јас, Господ Исус, ке ве успокојам. Мирот свој го давам, но не како светот, и душата своја вечна за децата. Не срами се од мене, не плаши се од мене, Татко Твој сум небесен, што создаде се. Љубов вечна без крај, милост вечерна, не плаши се да љубиш во мене. Не плаши се да љубиш, Сине мој, љубовта е свет, целив кој лекува. Научи да љубиш од срце и душа, царство вечно небесно те очекува. Не плаши се да љубиш, Сине мој, љубовта е свет, целив што лекува. Научи да љубиш од срце и душа, царство вечно небесно те очекува. Не плаши се да љубиш, Сине мој, љубовта е свет, целив што лекува. Научи да љубиш од срце и душа, царство вечно небесно те очекува. Царство вечно небесно те очекува. Се, Сине, штом те укорувам, што и да правиш, те заштитувам. Остави гнев своја правда, желби очекувања, препушти се на мене, Татко на љубовта. Не плаши се, остави се, не лути се, остави се, не грижи се, остави се, љубовта моја е лек за се. Не мисли се, остави се, препушти се во мене, не му
ostavi se, ljubov ta večna, vo se koje srce.